Добар ден, драги ученици! Јас се викам Душанка Јовановска, сум оделенски наставник во петто деление во Основното училиште Панеот Гиновски од Скопје. Чест и задоволство ми е да ви ја презентирам видеолекцијата по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето. Денешната наставна содржина гласи: креирање и активирање едноставна презентација. Се надевам дека на лесен начин заедно ќе ги постигнеме целите на часот, односно ќе научите да креирате едноставна мултимедијална презентација. Преку практична работа ќе научите да додавате, да преместувате, да копирате и да бришете слайдови на презентација. Ќе научите да додавате и едноставно да форматирате текст на слайдот, да извршите избор на дизајн на слайд и да ги распоредувате елементите на слайдот. И на крај да активирате подготвената презентација. Но да се подсетиме. Што е презентација? Под поимот презентација се подразбира представување на некоја идеја, на некоја работа, производ или нешто друго на поширок круг луѓе. Компјутерска презентација представува комбинација од текст, звук, видеосимулации, фотографии и други елементи. Затоа што во себе содржи разни медиуми, уште се вика мултимедијална презентација. PowerPoint е програма наменета за изработка на мултимедијални презентации. PowerPoint, Word, Excel и други се дел од пакетот на Microsoft Office. Начинот на работа во PowerPoint и Word е сличен. Производот на PowerPoint е презентација која се зачувува со наставката PPT или PPTX. Постапките за отворање нова или постојна презентација, за затворање и за зачувување се извршуваат сосема исто како во Word. За да ја активираш програмата PowerPoint, кликнуваш на Старт, потоа од софтверскиот пакет со програми на Microsoft Office го отвараш по програмот PowerPoint. Со активирање на програмата ни е овозможено да ја користиме групата алатки кои користат за уредување на презентацијата. Групата на алатки се во врамениот црвен прозорец. Во зелениот прозорец имаме приказ на слайдови и ја гледаме по средината работната површина на слайдот. Додавање на слайд. Додавањето на слайд може да се изведе на повеќе начини. Првиот начин е во менито Home се кликнува на иконата која е во форма на презентација. Вториот начин, со селектирање лев клик на глувчето на слайдот, слайдот се врамува што ни укажува дека истиот е селектиран. Со притискање на копчето Enter се додава нов слайд. Преместување на слайд. Го одбираме слайдот кој сакаме да го преместиме во презентацијата. Со лев клик, со постојано држење на глувчето, го влечеме селектираниот слайд до просторот во кој сакаме да го преместиме, односно вметнеме. На нашиот приказ гледаме како првиот слайд го зазема второто место, вториот слайд првото место. Копирање на слайд. Прв начин. Се селектира слайдот кој сакаме да го копираме. Се кликнува десен клик на глувчето и од отвореното мени се избира Duplicate Slides. Втор начин. Се селектира еден или повеќе слайдови. Потоа се клика на иконата New Slide, се отвара ново мени со опцијата Дупликат селектирани слайдови и се копираат селектираните слайдови. Во нашиот приказ одбрани се слайдот број 1 и 2
и гледаме дека истите се дуплирани, односно копирани. Бришење на слайд. Народната поговорка вели: кој работи, тој и греши. И вие, доколку сгрешите, не треба да се грижите. Има начини да ги избришите грешките. Првиот начин. Се селектира слайдот кој сакаме да го избришеме. Потоа, со копчето Delete се брише селектираниот слайд. Во нашиот случај, слайдот број 2 е селектиран за бришење. Со копчето од тастатурата Delete, доколку притиснеме, слайдот ќе биде избришан. Вториот начин. Се селектира еден или повеќе слайдови. Потоа се клика со десен клик на глувчето и од понуденото мени се избира опцијата Delete Slide. Во нашиот случај, избрани се слайдот број 2, слайдот број 3, така, со бришење остана само слайдот број 1. Додавање на текст. Прв начин. Текст на слайд додаваме преку менито Insert. Потоа ја одбираме опцијата Text Box. За активирање на опцијата за пишување се кликнува на избраниот дел од слайдот, каде што треба да биде запишан текстот. Во нашиот случај, тоа е насловот Моја прва презентација. Втор начин. Доколку треба да поставиме текст кој веќе го имаме запишано, можеме истиот да го превземеме со копирање. Ископираниот текст се внесува во слайдот на ист начин како во програмата за текст на Microsoft Word со copy-paste. Форматирање на текст. Уредувањето на текстот на слайдот се врши како во програмите за текст со можност за избор во менито Home. Имаме алатки со кои што можеме да го избереме фонтот, бојата, големината на буквите и да извршиме порамнување на текстот според нашите потреби. Насловот на презентацијата би требало да биде запишан со букви поголеми од другиот текст во презентацијата. Во менито Insert, преку алатката WordArt, со клик се отвара мени со повеќе стилови на букви кои најчесто се користат за пишување, наслови, поднаслови и други делови од текст кои сакаме да ги стакнеме или нагласиме. Избор на дизајн на слайд. Во секоја презентација, еден од најважните визуелни елементи на дизајнот е дизајнот на слайдот. Опцијата за избор на дизајн се наоѓа на уредувачкото мени Дизајн. Со лев клик на избраниот дизајн се врши изборот на дизајн. Можете да забележите дека изборот на палета на понудени дизајни од компјутерот е навистина богат. Дизајнот треба да одговара со темата на презентацијата и при тоа не треба да го покрива текстот или други елементи, односно слики, табели, графички објекти, кои треба да бидат видливи на слайдот. Во менито, преку Home ја користиме алатката за уредувачкиот изглед на слайдот. Layout со повеќе дадени опции кои ги бираме спрема потребите за уредување на слайдот за презентацијата. Активирање на презентација. Откако ќе се заврши уредената презентација, истата треба да се зачува. Се зачувува преку постапката File, Save As, My Computer или на десктоп или во одредена папка со документи и задолжително треба да се именува документот. Во нашиот случај, тој документ е Моја презентација. Со отварање на презентацијата на левиот панел се прикажани редоследно сите слайдови. Запуштање, односно активирање на презентацијата,
Од горното меню се избира Slideshow, потоа преку алатката From Beginning стартува презентацијата на целиот екран. Истата можност за активирање на презентацијата се врши со копчето F5 од тастатурата. Ученици, се надевам дека на лесен начин ја совладавте денешната лекција и едноставно и брзо со задоволство ќе изработите домашната задача. Внимателно проследете презентацијата, обидете се да направите своја презентација од 5 слайдови, запазувајќи ги правилата за уредување. Ви посакувам многу здравје и успешна работа. На следниот час ја очекуваме твојата презентација. Ви благодарам за вниманието. Довидување.